Свинското месо е дел од нашата трпеза. Некогаш мислам дека повеќе од што треба. Но секогаш наоѓаме различни начини како тоа да го направиме. Го ставаме во манџи, го печеме, правиме најразлични рецепти кои вклучуваат свинско месо. И ние сме познати по тоа што ставаме на страна свинско месо да го користиме во зимскиот период. Свинското месо е понеутрално, за разлика од говедското, нема таква јака текстура, не му треба повеќе готвење. Многу е неутрално, ги впива сите сокови, а е малце по-јако од пилешкото месо. Обожавам да правам работи од свинско месо, бидејќи моите деца го сакаат. Марио е, например, исклучително заљубен во свинското месо. Па, често наоѓам начини како тоа различно да го подготвам. Шницлите се најчесто дел од нашата трпеза, често ги употребуваме, знаеме да ги поховаме, знаеме да ги печеме, да ги ставаме во најразлични сосови, а јас денеска ќе ги подготвам со круши. Зошто со круши? Затоа што крушите во зимно време, есенско зимно време, ги имаме оние... Бони сака нешто да каже? Кажи, Мила, и ти сакаш свинско месо? Да, убаво мириса? Да, убаво мириса. Ќе ги подготвам со круши, бидејќи крушите ги имаме во есента, зимото, ги имаме оние зимски круши убави, ќе употребам само две. Ги ставам заради тоа што крушите кога ќе се сварени или испечени, го испуштаат својот сок и му даваат одредена благост на јадењето, не знам, нели ви текнува кога ќе загризате круша, има малецки топчиња и тие топчиња ќе му дадат една дополнителна текстура на секој ваш залах. Рецептот е многу едноставен. Ќе ги испржиме прво шницлите за да го пуштат својот сок, па во тој сок ќе направиме сос и потоа заедно ќе ги печеме со крушите. На загрејана тава ќе ставиме од брилијантно чоглетовото масло. Ставете неколку лажици. И ќе ги пропржиме најпрви шницлите. Ето тава беше загрејана. Ги ставате цели, без да ги засолувате. И ги пржите, само за да го конзервираат својот вкус внатре, односно да направат кора од надвор, да се запржат, запечат, а тие ќе одат во рерна. Значи не треба да е готово свинското месо, неколку минути од секоја страна. А исто така сакаме да ни го ароматизираат маслото, бидејќи внатре ќе го направиме сосот. Секогаш кога има свинско, Бони е тука. Не може да ја видите, ама ете. Шницлите се по мене најсоодбитното месо за пржење, заради тоа што кога ќе се испржат, начинот на кој се сечени дозволува кога ги ставите во ридна да се двојат на конци. Мајка ми ме научи дека секогаш кога печам месо треба да земам предна плешка, а секогаш кога треба да пржам месо да земам шницли. Тоа ми е баш совет кој религиозно го користам. Само толку. Веќе мириса на свинско зејтинот. А свинското не е главниот, нели, мирис и вкус во овој рецепт. И ги пропржиме и од другата страна. Само да земам чинија. Испржија од сите страни, оставете ги да одморат, нема никогаш веднаш да сечете месо од кога завршило со пржење, бидејќи така ќе го испушти целиот сок и ќе биде скроз суво. Ги ставам на страна и внатре ќе го направам сосот. Ќе ставам едно чешна лук на кругови исечено. Прво ќе намалам.
и еден цел кромит на полумесечинки. Кромидот кога ќе се стави во овој сос, дополнително ќе ја нагласи својата благост внатре. Кромидот во суштина содржи многу шеќер. И пропржете го во истата тава. Додадете го и лукот. Засолете, за да ја испушти целата вода. И пропржете додека не застакли. Кафеавото кое го гледате на кромидот, во суштина е она загоренко малку што го пржевме месото. И е дополнителниот вкус во целата јадење. Оние сосови кои ги правиме или за да го прелиеме свинското ништо не би биле така вкусни доколку би го немале тоа подгорено делче и баш мозаик во вкусот. Кога кромидот ќе умекне, почнуваме со додавање на состојките од кои ќе го направиме сосот. Мојата прва состојка е суво црвено вино. Го ставам бидејќи за мене црвеното вино и свинското се една, не знам, одлична комбинација и го прави сосот богат, да има таа нишка на виното, да имате чувство дека ја го имате вкусот на виното, алкохолот е испарен и го прави многу богат сосот. Ќе го ставиме да испари алкохолот, бидејќи го сакаме нели само вкусот. Неколку минути. Мириса на зима. Сите рецепти кои ми вклучуваат вино ми мирисаат на зима, бидејќи нели зимата е позната по наварено вино со карамфилче, со портокалче, кој како милува. Така и овој рецепт има сличен мирис. Алкохолот испари, додаваме малку оцет балсамико, неколку лажици, 2 мислика, и додаваме шеќер за да го угаси оцетот. Ќе додадам малку мешавина на различни бибери со морска сол на витаминка. Феноменален производ. На едно место ви ги пакува сите вкусови. Додадете сол и мешавината од бибер и ќе додадам бел бибер на витаминка. Белиот бибер го има тој мирис, остар мирис на бибер, меѓутоа нема лутината. Не знам, а секогаш кога правите, не знам, бешамел можеби или некој сос кој не сакате да ви се обои од зрната бибер, користете го белиот бибер на витаминка. Додадете убаво. Промешајте. Исклучете го. Исклучете ринглата. Земете тавче за печење. Ставете ја целата количина на дното. Ова ќе делува како кревет на свинското. И баш ќе направи еден убав богат дополнително сос. Ќе ги вратиме шницлите дозгора. И ќе насечеме 2 круши на кришки.
Многу сакам да мешам вкусови, многу сакам да спојувам солено со благо, овошје, со месо. Ми дава една бескрајна можност за комбинации. Наредете ги околу крушите. Бони, немој да се караш со комшиите. Не те разбираат. Така. Морам да ви кажам дека Буни воопшто не е љубител на мачки и во моментот имаме комшиска мачка која знае дека Буни е затворена внатре и така интересно се запровоцираат. Ето да муш една круша. Затоа што сакам да ми бидат како прилог. Крушата ќе глуми компир во ситуацијава. И останатата половина ќе ја наредам врз свинската. Убаво се ќе засолам. Сум ви зборувала дека сакам слоевито засолување на рецептите. И ќе ставам бел бибер. Малку ќе ги промешам крушките да добијат од сосот. И ќе ставам фолија. Оди во рерна на 175 степени. Одиме на средна температура, но на претходно загреана рерна. Тоа го правиме бидејќи свинското веќе го почнавме со процесот на готвење. Кога ќе го ставите во загреана рерна, бидејќи сосот е си уште топол, готвењето ќе продолжи, а на свинското му треба многу помалку време да се сготви во рерна отколку кога се пече, а е вака на тенко исечено. На крајот само ќе го подигнете за да излезе целата пареја и ќе го печеме уште 2-3 минути без фолија за да може малку да се запече крушката. Свинското го направивме, покрај тоа што ќе имаме убави шницли, ќе имаме и убав сос, ќе имаме и парчиња круша кои ќе глумат, како што кажавме, она што во нашето стандардно свинско одине, тоа се компирите. И она што сакав да го додадам како прилог на ова јадење, мислам дека многу убаво одговара, се ајде јас ќе го наречам помфрит печен од тиквици, иако не е тоа. Ќе земам 2 тиквици, ќе ги сечам заедно со содршката, бидејќи убаво ми изгледа, и ќе ги поховам. Меѓутоа, нема да ги пржам, туку ќе ги ставам да се печат во рерна. Ќе ги сечам по должина тиквиците и ќе направам убави триаголни парчиња, баш големи, џиновски помфрит од тиквица ќе го викаме. И ќе го искористам оној начин на поховање. Не знам за вас, јас тиквиците ги поховам наместо само со јајце, со брашно, додавам и вода во целата комбинација, бидејќи кога брашното ќе ми дојде во допир со водата, создава еден вид на тесто околу тиквицата и кога ќе се пржи или пече, прави како да го конзумирате со некој лебас или додаток, дали е тоа леб, дали е тоа тортилја. Денеска така ќе ги направам. Мислам дека се доволно. 2. Вака. Ќе земеме едно тавче за печење. И ќе ги поховаме тиквиците. Одат прво во вода. Овој пат нема да користам јајце. Ќе ставам други прекрасноти од озгора. И
малку брашно, повторно вода и ставете ги на плехат за печење. Значи, вода, брашно, повторно малку вода и одат на плех за печење. Уште поубава финта, ако сакате да имате пуфнати циквици, можете да додадете малку пециво во брашното. Целата ова похованица која е врз тиквицата ќе нарасне малку. Овој пат нема да го искористам, може би во некои другите емисии, па ќе видите тоа како изгледа. Ќе ги оборам. Ќе ги легнам малку, за да можам да им додадам и други додатоци. Ова е добра, вака мислам дека. Да. Еде така. Убаво ќе засолиме. Имам тука трошки од интегрален леп. Јас моите ги правам во блендер, 2 парчиња леп само во блендер. Можат и да стојат подолго време. Ставете ги на секај од нив. Ќе ги комбинирам со мегле пармезан. Ова ви е добра варијанта да ги ароматизирате трошките дополнително, бидејќи така ќе имате многу побогат вкус од озгора, кои трошките измешани со пармезанот. Сензација. И имаме мегле пармезан. Убаво. Ставете мелен бибер. Секако на витаминка. Огромна благодарност за витаминка, која секогаш не поддржува со своите совршени продукти, кои дозволуваат да ги направиме овие неверојатни рецепти, да ги презентираме пред вас.
Одат во рерна на 180 до 200 степени, зависи од вашата рерна. Ако користите вентилатор 10 степени пониска температура, околу 15 до 20 минути, или додека не направат крткав слој на површината. Свинското е готово, многу е топло и мислам дека мојот помфрит од голем џиновски помфрит е исто така готов. Мириса божествено. Пармезанот со трошките, со малото тестенце кое е направено, така суптилно се провлекува и останува да го сервираме во чинија. Ке ставам, си е многу топла, само ке се обидам да не направам хаварија. Ке земам од крушите и од кромидот и ке направам мал кревет. Така. Свинското. И ќе му додадеме помфрити. Пармезанот си има растопено. На крајот, убаво, ќе ставиме маслиново масло. И малку црн бибер. За боја. Ова е мојот избор за денес. Ви подготвив свинско месо, она што е традиционално на нашите трпези. Го подготвив на малку неконвенционален начин. Му дадов круша, му додадов малку црвено вино и ставив сите вкусови на доцната есен, а мирисе и на зима. Вие пробајте го. Кажете ни што мислите, испратете ни фотографии, ги гледаме сите до една и исто нарадуваат. Пред некој ден добив фотографија од Надја која ми испрати прекрасна верзија на моите папуцаки. Исто така ми испрати дополнителни совети кои и ветувам дека ќе ги искористам во некоја од следните емисии. А ние веќе се гледаме утре во Готвиме со Маја.